Хаосот настанат поради низата правни недоречености што произлегува од владината одлука. Невакцинирани деца да не се примаат во училиште достигна кулминација. Невакцинирано прваче вчера во присуство на полиција е испратено надвор од училиштето Блаже Куневски во Велес, оти немало примено МРП вакцина, тврди мајката Тања Перкова. Во телефонски разговор за Алфа таа коментира оти и се кршат човековите права. Неа, ама и на незиното дете кое, како што вели, веќе е травматизирано. Од Сдруженијето за заштита на човекови права од нас за вас, за Алфа, велат дека детално се запознаени со случајот. Тврдат дека родителите не биле известени оти детето не е примено во училиштето, па редовно посетувало настава, а било впишано и во дневник. Ама со молив. Тања Перкова во Велес, која што уште во мај го запишала своето дете, односно поднела документи за упис, тогаш во тој момент не е кажано дека има некаков проблем со примањето на незиното дете. Таа сметала нормално дека детето е запишано, а и согласно Закон за основно образование, по стариот закон до 30 јуни, по новиот до 15 јуни, родителот или старателот треба да биде известен писмено доколку детето не е запишано и по кој основ, со правна поука и така натаму од 3-члена комисија. Тоа ништо се нема случајно, со молев е запишано, меѓутоа нели не знаеме дали е тоа официјално или не. Се обративме до МВР. Оттаму за Алфа вела дека директорот на училиштето се јавил во полиција оти забележал невообичаена фреквенција на возрастни граѓани, пошто полициски службеници излегле на лице место. Не се преземени никакви активности од страна на полицијата, ниту имало каков било контакт со ученици. Во училиштето дошле инспектори од Министерството за образование и тие разговарале со родителите, затоа што тоа е во нивна надлежност. Алфа стапи во контакти со директорот на училиштето Јованчо Манасков, кој не ни даде детали за тоа што точно се случило вчера и зутрината и зошто е повикана полиција, бидејќи нормално е да има поголем број на возрастни во училиштето ако има приредба, но не покани на средба в понеделник за јавно пред камера да ја сподели документацијата со која што располагал. По прогласената епидемија на морбили на почетокот на годинава, на владина седница во мај падна одлука невакцинирани деца да не се примаат во градинки и во училишта, која се спроведе како да е закон. Истата беше оценета како конфузна, оти е во спротивно со Уставот на Македонија, според кој образованието е задолжително.